По поплавите земјоделците бараат од владата да прогласи елементарна непогода. Градот со големина норев ги уништи зеленчукот и овошјето, а надојдените води ги поплавија посевите посеани со житни култури. Земјоделците стравуваат дека нема да можат да го соберат овогодинешниот род. Барам од владата да излезат на лице место да прогласат елементарна непогода, бидејќи ова е стварно елементарна непогода оваа година посебно. И нема спас, како што кажавме, и житариците сега не можат ни да се ожнеат, бидејќи комбајните не можат ни да влезат внатре, а веќе житарицата е на земјата. Не знам сега како да му легна да ги ожнеам се. И не може да ги ожнеам. Имам 3 хектара поплавени житарица. Имам комбај и со гусеници не може да се улегне. Од денес и кочанчанци ќе може да пријавуваат штети предизвикани од невремето што викендов го зафати Кочани. Во Делчево пак работите полека се нормализираат. Постапката за пријавување на штети е веќе завршена. 150 граѓани пријавиле поплавување на подруми и мебел, а има пријави за десетина поплавени возила. Во наредниот период, комисијата треба да излезе на терен. Тој елаборат ќе биде даден на советот на општина Делчево на разгледување и усвојување, а потоа ќе оди до владата. Вчера владата одлучи јавните државни предпријатија да ги санираат штетите на улиците и патиштата во општините Делчево и Крива Паланка. Според одлуката, ќе бидат ангажирани јавното предпријатие за одржување магистрални и регионални патишта и јавното предпријатие за државни патишта. Во рок од 6 месеци ќе треба да достават извештај за сработеното.